Подготвени со нова свежа доза на информации и позитивна енергија да ви го представиме новото продолжение од Фактор здравје. Добро утро или добар ден и добро дојдовте со вашата здрава навика. Со деталите почнуваме веднаш. Во својот месечен извештај кој што е достапен и веќе е публикуван на глобалната мрежа, Светската здравствена организација повторно и повторно укажува на злоупотребата или неправилното користење на антибиотиците. Станува збор за група на лекови кои што исклучиво се наменети за третирање на бактериска инфекција. Оваа злоупотреба на антибиотиците, се нагласува во извештајот на СЗО, е присутна како во високо развиените, така и во помалку развиените здравствени системи во светот. Уште еднаш СЗО нагласува дека вирусните инфекции и вирусите не се третираат со антибиотиците, бидејќи тие немаат ниту лек, ниту може да се спречат во однос на појавата на вирусна инфекција кај организмот. Светската здравствена организација уште еднаш потврдува дека најдобра превенција од вирусните инфекции е земањето на здравата исхрана, здравите навики, антиоксидансите и дополнително оние додатоци и гранични препарати во исхраната. Силниот имунолошки систем само на тој начин ќе се одржи во високо ниво за да се спречат пред се вирусните инфекции или доколку се појават во овој период од годината, тие да поминат со поблага клиничка слика. Заклучокот од првата доза на информација е всушност превенцијата од вирусните инфекции, што ни испровоцира, би рекол, да ја поставиме како тема денеска во Фактор здравје. Кон темата превенција од вирусни инфекции, добродојдени сте и вие да дискутирате, да споделите некое лично искуство или можеби прашате и поставите денеска прашање во Фактор здравје до виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска. Добро утро и добро дојдовте, професорке, повторно во Фактор здравје. Како сте пред се и дали ја потврдувате оваа теза на СЗО која што уште еднаш алармира за злоупотребата на антибиотиците? Добро утро, Илија. Благодарам на поканата. Да, злоупотребата на антибиотиците е сосема друга тема, можеби со која што треба да се зборува по некоја друга емисија. Но како паралела да направиме, паралела, во овие пандемиски услови. Можеби има оправдана употреба нормално само под контрола или на лекар, тогаш кога вирусните инфекции ќе направат секундарна бактериска инфекција. Или суперинфекција, како што стручно ја нарекувате. Така е, меѓутоа вирусните инфекции навистина не се лечат со антибиотици. Благодарам уште еднаш за вашето присуство и експертиза која што денеска ќе ја споделиме во Фактор здравје секако со вас, а вие останете со емисијата, ќе продолжиме со разговорот по првата пауза за реклами. Со виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска денеска во Фактор здравје ќе разговараме на тема превенција од вирусни инфекции. Контактот со вас знаете дека секогаш е добре дојден и со задоволство секако ве очекуваме да ни се јавите на 6091-924 и 6091-925. Професорке, бидејќи зборуваме за тема која што е актуелна и календарски, веќе сме во есента, пандемијата со коронавирусот и COVID-19 од една страна, имаме сезонскиот грип и неговиот налет, и би рекол дека сите овие вирусни инфекции некако добиваат на сила и на интензитет. Колку на вистина треба да бидеме предупредени пред се од овој налет, би рекол, и дали на вистина тие се опасност по нашето здравје? На вистина овој период изминатиот, особено 2 години кога станува збор за ковид пандемијата, не малце ненаучни во суштина дека имунитетот пред се е многу важен. Кога станува збор за вирусните инфекции, не само COVID-19, постои голем број на вируси, многу е важно дека човековото тело е скроено за да има своји одбрамбени механизми. И првата одбрамбена линија во суштина е кожата, слузокожата, желудечната киселина. Меѓутоа, ако вирусите ја поминат таа бариера, тогаш веќе се вклучува другата одбрамбена линија на имунолошкиот систем, односно тука се фагоцитите, тука се лимфоцитите, Т клетките, Б клетките и така натаму. Значи, кога станува збор за вирусните инфекции, и како е важно не само превенцијата, туку и третманот. Бидејќи, како што постојат антибиотици за бактериски инфекции, има развој во суштина во светот на голем број на лекови кои што се користат против вирусите, значи антивирусен третман. Меѓутоа, целта на овие терапии во суштина е токму намалувањето на репродукцијата или на размножувањето практично на вирусите, а не можат да го уништат. Меѓутоа,
тој број на таква терапија е навистина намален и затоа светот во, па би рекла, во изминативе неколку години се повеќе прави истражувања во однос на природни компоненти и различни екстракти од хербални лекови и така натаму, кои што може да се користат заради нивното антивирусно дејство. Така да, во суштина, кога станува збор за вирусите кои ќе ги пробијат сите одбранбени бариери, во суштина, она што треба да го направиме е да ги заштитиме останатите клетки и да се намали репродукцијата практично на вирусните честички, за да вирусот не се размножува. Впрочем, тоа го видовме и со COVID-19, кога во суштина често зборувавме за тоа дека периодот на, да речеме, на репликацијата на вирусот трае една недела, па после тоа доаѓа таа цитокинска бура, инфламаторна фаза и така натаму. Меѓутоа, кога се вирусните инфекции, и такако треба да внимаваме, како што беше и воведот, не само на превенцијата, туку и на третманот. Во суштина, кога се земаат тие антивирусни лекови, многу е важно да се внимава на почетокот на третманот, затоа што секогаш кога ќе се појават симптомите, тогаш треба да почнат да се земаат тие лекови, подоцна веќе не ни делуваат. Сигурно. Она што го кажавте е дека постојат голема лепеза или голем број на вируси и илјадници и тие не се само респираторни, туку има и во гастроинтестиналниот тракт кои што го напаѓаат и во таа насока колку е засегнат еве имунолошкиот систем, бидејќи рековте кожата и слузокожата се првите одбранбени механизми, но сепак имунолошкиот систем, еве реферира и СЗО во однос на вирусните инфекции, треба постојано да биде буден, односно на високо ниво. Така е, значи најважно е, велиме за имунолошкиот систем, стилот на живење. Значи не е само тоа што вие ќе го правите во одреден временски период во однос на нутритивниот внес на различна храна и така натаму. Тука е важен и сонот, и стресот и така натаму, бидејќи знаете и сами дека кога често сме под долготраен, да речеме, стресен период, во таков случај доста паѓа имунолошкиот систем и практично треба да бидеме многу внимателни. Така да 70% од нашиот имунолошки систем исто така сместен во цревата, во дигестивниот тракт. Затоа можеби во последно време се почесто зборувавме на позачестена употреба на пробиотиците, се со цел да може да се одржи таа бактериска флора во цревата, и видовме и сами го почнавте разговорот денешен со злоупотребата на антибиотиците, кои што исто така ја нарушуваат цревната флора. Така да и такако треба да се внимава на правилен внес на пробиотици, на пребиотици и така натаму, се со цел да може да се задржи таа нормална бактериска флора или микробиомот во дигестивниот систем. Меѓутоа не е само тоа. Значи, нашиот имунолошки систем ни дава сигнали. Во суштина ние имаме симптоми кои што ни укажуваат. Може ли да препознаеме кога е намален? Така е. Или суштината практично е во тоа да можете да ги пратите тие симптоми кои што ви ги дава вашето тело, за да вие утврдите дали навистина имате слаб имунолошки систем или е задоволително. Многу често се случува, да речеме, замор од луѓето да го занемаруваат. Вие имате замор кој што може да трае подолг временски период, кој што дури и после добро спиење и добро одмарање, вие сепак се будите се уште уморни. Значи, тоа е еден од симптомите кои што укажува дека вашето тело има намален имунолошки систем, затоа што телото практично се обидува да ја конзервира енергијата за да правилно ви функционира имунолошкиот систем, а вие сепак се будите нели уморни. Исто така, многу често се случува долг временски период, па да не речам веќе и со недели, луѓето да имаат диареја, значи да имаат течна столица, или пак обратно се случува да имаат и констипација, значи тоа е исто така знак дека нешто се случува со вашиот имунолошки систем. Да не зборуваме со пореметениот сон. Многу често се случува, да речеме, да имате промена во килограмите, промена во тежината која што е од необјаснива причина. Без разлика дали се збори за губење на тежина или за качување на тежина, кој што исто така може да биде поврзана, да речеме, со други причини, со други болести, меѓутоа исто така тоа може да биде знак дека вашиот имунолошки систем е слаб. Паѓањето на косата, значи има практично голем број на параметри, 15 симптоми кои што укажуваат на тоа дека вашиот имунолошки систем е слаб. Да речеме, на почетокот кога не функционира добро, може тоа ќе се развие во
форма на алергии, на алергиски ринит и така натаму. Меѓутоа имаме ситуации каде што имунолошкиот систем е префорсиран, па на таков начин веќе имаме развој на автоимуни. Во едната и во другата состојба вашиот имунолошки систем не функционира. Да, има две крајности, плюс и минус, два пола. Така да не само животниот стил, навистина е многу битна храната и начинот на исхрана, особено во овие периоди кои што ги напоменавте. Сега веќе нели октомври, сега веќе доаѓаат ладните месеци, значи голема е ситуација, големи се шансите да се врати сезонскиот грип, па и другите вируси, не е само грипот, можеме да имаме поголема зачестеност на бактериските инфекции и така натаму, така да навистина сега е периодот кога ние веќе треба да внимаваме и на исхраната. Практично треба да се внесува храна која што ќе биде збогатена со многу минерали, дали тоа ќе биде витамин С, дали ќе биде цинк, храна која што содржи витамин Д, и навистина да внимаваме на храната која што носи масти, особено омега 6 мастите, кои што практично може да го поддржат падот на имунолошкиот систем. Рековте дека 16 на симптоми или знаци постојат да се препознае намаленото ниво на имунолошки систем, тука не го споменавте и се подразбира, меѓу редови споменавте и за менталното здравје, кој тоа како пати и сигурно е еден од специфичните симптоми на падот на имунолошки систем, освен здравата исхрана, напоменавте минерали кои што треба да се внесуваат, што дополнително може да го зајакне имунитетот, пред се како подготовка на она што предстои и кај оние кои што веќе на некој начин имаат некои од овие споменати симптоми. Знаете како, ние можеме да дадеме генерална препорака, меѓутоа сите препораки треба да бидат индивидуализирани со оглед на тоа дека имаме голем процент на популација која што веќе има некакви заболувања. Па така да овие генерални препораки се навистина генерални и нема да бидат персонализирани. Значи во следниот период јас би рекла дека е многу важно телото да се хидрира. Не е само пиењето на течности, тука може да биде нели чаеви, може да биде и јогурт, може да бидат и супи и така натаму. Хидратацијата е многу важна затоа што таа учествува во процесот на создавање на лимфата која што практично има за улога да ги носи белите крвни зрнца до низ целото тело практично. Меѓутоа, кога веќе треба да се хидрираме, тогаш треба да ни биде правилен избор, да речеме да земаме одредени типови на чаеви кои што може да ни помогнат кај вирусните инфекции. Дали тоа ќе биде некој чај од рен, дали тоа ќе биде чај од ѓумбир, дали ќе биде чај од сладок корен, дали ќе биде чај од жалфија и така натаму. Значи, освен чаевите, може да се стави акцент и на јогуртите, кои што се прилично обезмастени, затоа што пак јогуртот покрај пробиотските култури кои што ги содржи внатре во него ќе ни помогне малце и во стимулирањето на продукцијата на да речеме на некои интерферони кои што се важни за правилното функционирање на имунолошкиот систем. Понатаму рибата и белите меса и како се многу важни за да можете да обезбедите доволна концентрација на витамин Д, да можеме да обезбедиме витамин Е, витамин А, да речеме, и некои одредени аминокиселини, на таков начин ќе го избегнеме внесот на омега 6 масните киселини кои што продуцираат воспалителни процеси во нашето тело. Од друга страна, сите знаеме дека пилешката супа е една од, знаете, кога имате настинка, направете пилешка супа. Од научен аспект гледано во белите меса, значи вклучувајќи го и месиркиното и пилешкото, кога се вари пилешкото месо се ослободува една аминокиселина која што се нарекува цистеин и кој што според фармаколошките активности е многу слична на ацетилцистеинот, кој што е лек, кој што најчесто го користиме кога имаме бронхит, кога имаме слуз во белите дробови, кој што не можеме да го исфрлиме, значи практично како мукокинетик. Затоа кога имате вирусни инфекции, многу е препорачливо да се внесува лута храна за тие кои што може да ја поднесат, кои што немаат проблем со дигестивниот систем, за да може практично да се разредува таа слуз и да можеме да ја сврлиме полесно да се движи. Јаткастите плодови исто така се многу важни, пред се заради содржината и на цинк и на селен, така да еве да речеме индиските оревчиња или макадамијата и така натаму содржат голема концентрација на селен, кој што исто така е многу важен за имунолошкиот систем. Значи, она што практично ние можеме да го внесеме нормално, сега не зборуваме нели за овошјето и за зеленчукот, сите знаеме дека тука можеме агрумите да ги вклучиме во зимскиот период поради високата содржина на витамин С и на некои други минерали, меѓутоа
почесто да се внесува храна која што може да ви даде доволно цинк, доволно витамин D, доволно витамин А, доволно витамин С, за да не мора сето тоа да се надополнува надвор со некакви додатоци во исхраната, да оставиме малце простор на внесување на додатоци кои што не можеме да ги внесеме преку исхраната, кои што и текако се важни за правилното функционирање на имунолошкиот систем. Значи, особено да се внимава и да се стави акцент на храна која што содржи цинк и селен во овој период и витамин D, и секако да се внесуваат други типови или додатоци или гранични лекови во исхраната, за да можеме да направиме поддршка на имунолошкиот систем. Да, кон тоа ќе се навратиме во вториот дел од Фактор здравје. Ви благодарам, професорке, за овој дел од разговорот. Останете со Фактор здравје и денешната тема превенција од вирусни инфекции, која што ќе ја продолжиме по втората пауза за реклами. Добро дојдовте во вториот дел од Фактор здравје. Превенција од вирусни инфекции е темата со која што денеска ве анимираме и секако со многу корисни информации ја поддржуваме во однос на вашето ниво на имунолошки систем и предстојната сезона која што веќе е во тек во однос на вирусните инфекции. На 60919225 и 60919224 и натаму сте добродојдени да ни се јавите и поставите денеска прашање до виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска. Кратко подсетувам дека во контекст на денешната тема и она што се однесува на превенцијата на здравјето, слободно можете да кликнете и да ја посетите страницата www.ih.mk. Професорке, бидејќи рековте во однос на имунолошкиот систем, важни се многу аспекти да се користи тоа што го имаме на нашата трпеза, би рекол, на нашите парзари и поднебје, но од друга страна треба додатоци во исхрана и гранични препарати кои што содржат состојки кои што ги нема во овој период од годината, а и тоа како сте круцијални или се исклучително важни за имунолошкиот систем. На што конкретно алудирате, на што тука конкретно мислите? Знаете како, ние изминатиот период доста често ги следиме истражувањата на колегите од останатиот дел од светот и ние до душа сме вклучени во неколку проекти. Особено со ковидот и правевме некакви истражувања. Меѓутоа, сите податоци укажуваат дека одредени компоненти и такако може да помогнат конкретно кај COVID-19. Еве да речеме, екстрактот од броколите содржи сулфораван, компонента за која што многу често зборувавме изминатиот период, кој што се покажа дека е еден ефикасен активатор на НРФ2 факторот. Тоа значи колку повеќе го активираме тој фактор, толку помалце практично имаме супресија на AC2 рецепторите за кои што се докажа дека се влезната врата на вирусот во нашето тело. Така да веќе можете да најдете и научни податоци по научните бази каде што велат дека сулфорафанот може да биде потенцијален терапевски агент кога, значи како супортивна терапија, затоа што вирусните инфекции во суштина бараат супортативна терапија. Така да сулфорафанот е веќе еден потенцијален, да речеме, препарат кој што дури и Универзитетот Џон Хопкинс излезе со една таква студија. Од друга страна, исти такви, да речеме, истражувања имаше за ресвератролот како компонента, која што знаеме дека е еден полифенол и фантастичен не само ради неговото антивирусно и антибактериско дејство, тој исто така е многу важен за кардиоваскуларното здравје, бидејќи ја спречува на некаков начин и тромбоцитната агрегација, значи слепувањето на тромбоцитите, меѓутоа делува и на нивото на лошиот холестерол. Така да овие две компоненти и текако и на големо веќе се пишува за нив. Имаме доста инвитро истражувања, меѓутоа веќе почнаа да се работат инвиво истражувања, односно истражувања кај луѓе кои што исто така имаат проблеми со вирусните, но и со COVID-19. Од друга страна, да речеме, изминативе пак 30 години во Јапонија и во Кина како супертативна терапија се даваа медицинските печорки. И за нив сме зборувале многу изминатиот период. Особено акцент се става на риши, печорката, која што практично не е само употребена како имуномодулатор, значи како еден поддржувач на вашиот имунолошки систем, бидејќи навистина таа има комплексен состав, значи покрај големата концентрација на минерали во нејза, практично таа има доста полисахариди, има доста терпеноиди кои што се како активни компоненти и кои што токму помагаат во зголемување на активноста на Т-лимфоцитите, на Б-лимфоцитите, на НК клетките кои што и такако се важни во онаа
прва одбрамбена линија кога станува збор за вирусните инфекции. Во суштина, Риши Печурката е многу работена кај други вирусни инфекции, е познато низиното дејство, значи тука се хепатитите, тука е ХИВ-о, тука е ХПВ-то и така натаму, така да механизмот на дејство кај одредени РНК вируси веќе е познат, така да и ова е еден таков тип на вирус, па веќе се почнати тие хумани студии, значи со Риши Печурката. Имаме и други компоненти кои што се даваат кај ваквите вирусни инфекции кои што веќе го покажаа нивното дејство и затоа многу често зборував изминатиот период дека треба да се внимава на ваквите препарати, особено на комбинираните препарати кои што може да ви донесат вакви компоненти кои што на различни начини делуваат. Не само го подигаат имунолошкиот систем, туку треба да ви дадат и антивирусно и антибактериско дејство, практично кардиопротективно дејство, рековалесценцијата, да ја вратат енергијата во телото и така натаму, затоа што видовме што се случува, нели имавме неколку емисии за кои што зборувавме за пост-ковид синдромот и така натаму. Значи, затоа многу често го спомнував Г132 плюс натурал како еден препарат комплексен, не само ради тоа што тој е многу моќен антиоксидант, туку содржи 5 компоненти од кои што 3 од овие сега претходно напоменатите, значи ришито, сулфорафанот и резвератролот, кои што и такако се познаваат, препознаваат како потенцијални терапевски или супортативна терапија кај луѓето кои што имаат COVID-19. Да, ги споменавте лицата кои што имаат COVID-19, кои што прележале, но еве кога го споменуват овој граничен препарат Г132 плюс натурал, кому тој е наменет пред се во превентивни цели или како супортативна или терапија на поддржување или дополнителна терапија? Знаете како, Илија, овој препарат може да се користи превентивно. Значи, практично една капсула на ден е сосема доволно ако сакате да направите превенција, значи еве за имуномодулација, има и антиинфламаторно дејство, значи противоспалително. Овој препарат е можеби еден од поретките на пазарот кој што може да се најде, за кој што се практично изведени инвитро студии. Значи, точно е проверена неговата антиоксидативна моќ, капацитетот е проверен, но проверено и неговото антиинфламаторно дејство, значи работени се тие тумор некротични фактори, интерлеукини, кои што се многу важни и ни покажуваат каква е инфламацијата практично во телото. Така да, овој препарат не само во превенција, него се користи практично и како супортативна терапија, да речеме кај луѓе кои што имаат проблем со кардиоваскуларниот систем, луѓе кои што се диабетичари, луѓе кои што имаат проблем со зачестени вирусни инфекции. Значи, можеби претходно во првиот дел зборувавме еден од симптомите практично на слаб имунолошки систем е зачестеноста на вирусните инфекции, значи или да речеме ако во текот во рамките на една година вие пиете повеќе од 2 пати антибиотик, имате потреба да пиете антибиотик, тоа укажува дека вашиот имунолошки систем е намален. Така да и како ваков тип на препарати треба да се земаат кај луѓе кои што имаат слаб имунолошки систем заради неговото имуномодулаторно дејство. Во првиот дел од емисијата рековте една секвенца, една реченица дека оваа пандемија не научи малку повеќе да се грижиме за имунолошкиот систем и здравието во целина, би рекол многу повеќе да се грижиме и во таа насока кога го препорачувате овој препарат превентивно да се зема, рековте една таблета дневно е доволно, а кога кај некои што се хронично болни, бидејќи ако дозволите една лична констатација, луѓето кај нас барем чекаат нешто да им се случи, а потоа да интервенираат и да го зачувуваат и спасуваат она што останало од здравието. Обично даваме една капсула на ден, меѓутоа кај луѓе кои што имаат хронични заболувања или да речеме некој акутно заболување, тогаш препорачуваме 2 капсули на ден. Навистина треба да се потенцира кај луѓето кои што се повозрасни, особено над 60 на години. Видовме и дека тие се вулнерабилна категорија кога станува збор за COVID-19, не дека помладата популација не беше. Меѓутоа, познато е дека кај со возраста се намалува и функционирањето на имунолошкиот систем, така да би ставила повеќе акцент кај повозрасните, затоа што тие навистина треба да внимаваат овој период. Значи, луѓе кои што имаат, видовте дека и самиот COVID-19 практично предизвикуваше тромбози.
Значи слепување на тромбоцитите, така да и како ради присуството и на резвератролот и на риши печурката ќе ја спречи таа тромбоцитна агрегација, значи може да даде една поддршка на циркулаторниот систем и на кардиоваскуларниот систем. Така да во суштина практично нема популација над 18 на кој што не можеме практично да го препорачаме Г132 плюс натурал, дури и кај диабетичарите, бидејќи овој препарат е практично составен од органски компоненти и содржи екстракт од реиши, меѓутоа покрај ришито, да речеме сулфорафанот и резвератролот, овде имаме и матичен млеч и имаме ликопен. И не случајно ја спомнавме неговата антиоксидативна моќ, затоа што знаеме дека кај вирусните инфекции како можеме да ги поврземе практично со создавање на оксидативниот стрес во телото и со зголемена концентрација на слободни радикали. Па токму присуството на сите овие 5 компоненти како може да ни помогне во регулација на слободните радикали и во враќање на рамнотежата на рамнотежата на оксидативниот практично на редокс рамнотежата во телото и регулирање на оксидативниот стрес. Кратко подсетувам дека виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска е денешна ваша и моја гостинка во студиото на Фактор Здравје. Професор, ке рековте дека за овој препарат Г132 плюс натурал како граничен препарат постојат научни студии поврзани и секако кои што се правени ин виво или на пациенти и здрави лица. Она што ме интересира и што најмногу сигурно ги засега луѓето, каков е механизмот на дејство, кога може да се почувствуваат неговите придобивки и во превентивни, но и како поддршка на медикаментозната терапија кај хронично болните. Знаете како, Илија, прво треба да ја видиме причината за земање на препаратот. Како супортативна терапија тој може да се пие подолг временски период, кажавме, нели, една капсула на ден, меѓутоа кај повозрасната популација сега во овој период со вирусни и бактериски инфекции 2 капсули на ден е стартната терапија. Колку долг временски период треба да се пие, тоа ќе зависи од тоа во каква кондиција е вашето тело и нормално во соработка или со стручни лица, со лекари кои што го препорачуваат, практично треба да се договори колку време, колку долго, во која доза ќе се пие овој препарат и така натаму. Значи, особено важно, зборувавме и за пост-ковид синдромот, за луѓето кои што го прилежаа COVID-19 и кои што симптомите видовме и до душа сега гледаме дека траат многу долг временски период, кај некој дури и до 6 месеци се чувствува еден замор, проблеми со дишењата. Така да овој препарат и како топло им го препорачувам на луѓето кои што ги имаат симптомите од пост-ковид синдромот. Тие се една категорија, уште една реинфицираните лица, бидејќи постојат лица кои што повторно се заразиле со коронавирусот, без оглед дали биле вакцинирани или не, и уште два аспекти во однос на лицата, тоа се лицата со малигни болести и оние пациенти кои што се во реконвалесценција или постоперативно или чекаат некоја хируршка интервенција. Дали на овие 3 групи на лица им го препорачувате и како треба да се дозира? Да, секако, значи, кога станува збор за почестите инфекции, кажавте, нели еднаш заразен, па уште еднаш, па уште еднаш. Бидејќи тоа се случува, не сме имуни на овој вирус. Така е, меѓутоа, видете, вирусите мутираат и можеби затоа не може да се најде стрикна антивирусна терапија, затоа што вашето тело кога било веќе во контакт со вирусите нели создава антитела, меѓутоа ако тој вирус измутира и телото не може да го препознае, тогаш веќе како нов вирус да не нападне. Апсолутно, да. Меѓутоа самата реинфекција покажува дека е слаб имунолошкиот систем и дека вие како велевме, вие ако сте оздравени не значи дека сте, ако сте излекувани не значи дека сте оздравени. Така да во суштина тоа значи дека имунолошкиот систем е слаб и вие не сте го поддржале добро. Од друга страна, овој препарат е практично работен на 4 клеточни линии кои што се клеточни линии од различни типови на карциноми. Колоректален аденокарцином, карцином на дојка, карцином на простата и така натаму, и е укажано неговото, односно потврдено инвитро неговото антипролиферативно дејство, така да и како се дава и кај луѓето кои што имаат канцерогени заболувања. Затоа велам различен е и периодот на пиење и начинот на дозирање, кога треба да се почне со овој препарат и затоа треба сето тоа да биде во координација со некое стручно лице. Има доста испитување инвитро за овој препарат, сега се во фаза
инвиво испитувања и така натаму, меѓутоа за компонентите кои што се составен дел од овој препарат, веќе можете да најдете многу податоци кои што се инвитро и инвиво потврдени, така да веќе во научната афела тие податоци навистина може да се најдат фантастични студии кои што укажуваат на неговото дејство. Не пред се и Мериленд универзитетот и како за голем дел од овие компоненти кои што ги содржи овој препарат, особено за сулфорафанот и за ресвератролот, веќе влегоа како препорака во протоколот за лечење на пациенти со COVID-19 како супортативна терапија. Да, и бидејќи кај нас, барем за сега, според стручната фела, нема некој универзален протокол на третирање на пациентите со COVID-19, топло го препорачувате и во научната фела рековте G132 плюс Natural е потврден како граничен препарат. Тука ме интересира како заокружување на она што го споменавме на почетокот. Ако намалениот имунитет дава одредена слика, како покачениот имунитет или здравиот имунитет или правилното ниво на имунолошки систем дава клиничка слика. Какво е чувството кај овие лица, бидејќи имате долгогодишно искуство со овој препарат? Во таква ситуација вие ќе се чувствувате многу здраво, нема да ги имате симптомите кои што ги кажавме пред малце, кои што се симптоми на намален имунолошки систем. Меѓутоа треба да го направите вашиот животен стил, како што кажавме, здрава и збалансирана исхрана, пиење на одредена група на суплементи, додатоци во исхраната. Не секогаш, знаете како во нутриционизмот, повеќе не значи подобро. Значи, ако имавме, ние бевме сведоци на долго време на пиење на огромни дози на цинк, на огромни дози на витамин Д, на огромни дози на витамин С и така натаму. Не е тоа за секого и како што кажав, повеќе не значи дека е и подобро. Затоа сето тоа треба да биде под контрола, затоа што и пиењето на огромни количини на такви изолирани антиоксиданси исто така може да даде и нуспојави. Затоа луѓето треба да бидат внимателни, сето тоа треба секако да биде во поддршка со стручно лице. Јас топло го препорачувам овој препарат затоа што пак ќе кажам е составен од екстракти и е од органски практично компоненти и не е цитотоксичен во концентрации во кои што се дава и затоа исто така направено испитување. Така да навистина треба да бидеме внимателни затоа што телото е многу паметно, тој има своји механизми на одбрана и на заштита, така да кога пиеме нешто што е подолг временски период со многу високи дози, може да даде и токсичен ефект. Значи, затоа треба повторно ќе кажеме под надзор и со препорака. И она што последно не помалку важно сакам да го споменаме дека рековме сме во есен, имаме многу агенции кои што не напаѓаат и треба секако да се одбраниме и да имаме високо ниво на имунолошки систем. Тоа не треба да биде само сезонски, туку треба да трае во текот на целата година. Прашањето ми е колку G132 плюс Natural го препорачувате да се пие, колкав временски период? Значи сега е временски период кога треба да почне да се пие, би рекла дури и малце доцнеме, тоа требаше некаде од средината на септември. Обично периодот лето е период кога треба малце да му дозволиме на телото да се избори, затоа што имаме и доста зеленчук и доста овошје и малце полесна храна, меѓутоа во зимскиот период и како треба да бидеме внимателни со супортативна терапија, со земање и на препаратот G132 плюс Natural, особено во зимските месеци кога околу нас имаме и вируси и бактерии и тогаш кога имаме пат на имунолошкиот систем, немаме ни доволно сонце и така натаму. Сигурно и да не заборавиме дека вирусните инфекции, доколку се рекурентни, односно повторувачки, може да предизвикаат и други компликации кои што може да бидат системски и може би не веднаш, но на еден подолг временски период да дадат и одредена слика која што може би нема ни да бидат свесни луѓето зошто се случила. Токму одговорот да биде. Знаете како падот на имунолошкиот систем е поврзан со голем број на заболувања и затоа е многу важно и постојано зборуваме имунолошки систем. Тоа е комплексен систем, тоа не е едноставно сама една реакција, една спрега. Тука се вклучени и ткива, и клетки и така натаму, значи треба навистина повеќе аспекти да се земат ако сакаме да го задржиме нашиот имунолошки систем на едно завидно ниво. Да, на крајот ви благодарам за гостувањето, за сите овие научни факти кои што ни ги презентиравте и препораката која што кажавте во однос на G132 плюс Natural. Ви посакувам секое добро и ве чекаме повторно во Фактор здравје. Ви благодарам на поканата
и со задоволство би дошла и следам. И мене ми беше задоволство, ви благодарам за гостувањето, а она што го зборувавме со виш научен соработник доктор Драгица Зенделовска во однос на Г132 Плюс Натурал, само би сакал да го потврдам и да ве потсетам дека овој препарат е достапен низ целата фармацевска мрежа низ државава. Ви благодарам за вашето внимание и поддршка и поздрав до утре со новото продолжение од Фактор здравје. Пријатно.